овие измени може да доведат до неколку проблеми на земјоделците. Намалување на обработливата земјоделска површина, истото намалување на земјоделската продукција во државата. Може да дојде да настане до потенцијални конфликти помеѓу земјоделците и инвеститорите на тие енергетски проекти. Можноста за деградација на земјиштето и губење на традиционалните земјоделски култури по кои е позната Македонија. И тука може да настане притиск врз земјоделците за продажба на земјиштето по неповолни услови, односно по многу пониски цени од вредноста на самото земјиште. Во услови на глобално намалување на производство на храна потребно се направи балансиран пристап помеѓу енергетските потреби и потребите од храна, односно производство на храна. Земјоделското земјиште, порочито квалитетното земјоделско земјиште, треба исклучиво се користи за производство на храна. Еден од начините да се фокусираат на иноватни одржливи методи за производство на енергетика кои нема да штетат, односно нема да го намалат квалитетното земјоделско земјиште и нема да штетат на истото. И во услови на намалување на самото земјоделско производство, нам не е потребна темелна аграрна реформа, бидејќи ние како држава станавме и зависници од увоз на храна.